Здраво и добре дојдовте на Анахата Йога. Јас сум Ана Симоновска, повеќе годишен јога практикант и сертифициран јога учител. Оваа сесија би сакала да ја посветам на концептот на контраположба во нашата асана практика. Што е контраположба? Тоа е онаа положба која што барем делумно го неутрализира действието на претходно изведената асана и при тоа овозможува повторно воспоставување рамнотежа во нашето тело. Сега ќе ви демонстрирам неколку класични примери со кои што ќе ви го илустрирам овој концепт на контраположба. Например, се наоѓаме во Сето Бандасана. Во оваа положба рабетот се наоѓа во екстензија. Мускулите по должината на задната страна на телото се активирани. По должината на предната страна на телото, генерално гледано, се растегнуваат. Следната положба, според концептот на контраположба, би требало да биде асана која вклучува флексија. Тоа може да биде апанасана, ананда баласана. При изведувањето на овие положби, оние мускули кои што биле растегнати сега се активираат, а оние кои што се активирале се растегнуваат или се враќаат во неутрална положба. Тука се наоѓаме, како што веќе кажа, во екстензија, грбот е активен, предниот дел од телото се растегнува. Истото или слично се случува во Урдва Мука Шванасана. Тоа ќе го неутрализираме со Адо Мука Шванасана или Адо Мука Вирасана или Баласана. Кога станува збор за ротирачките асани, например, тие се самите на себе контраположба. Ако ротираме надесно, контраположба би било да ротираме налево. Истото важи и за оние асани во кои што телото се наоѓа во латерална флексија. Например, се навалуваме на десно, мускулите по должината на левата страна на торзото се растегнуваат, од десната страна на торзо се активираат. Тоа го неутрализираме, изведувајќи ја положбата на другата страна. Оние мускули кои што биле активирани се растегнуваат, оние кои што биле растегнати се активираат. Сега ќе ви демонстрирам уште една класична комбинација на положби. Станува збор за најпрвен халасана, па саламба саравангасана, и двете положби можеме да ги неутрализираме со мацијасана. Така, најпрвен ќе ја заземам халасана. Како што можете да забележите тука, рабетот се наоѓа во флексија, коковите во флексија, исто така и вратот, а при тоа се наоѓаме и во превртена положба, коковите се над главата. Од тука ќе ја заземеме саламба саравангасана. Флексијата во вратот останува, остатокот од телото е исправен. За да ја неутрализираме правилно оваа положба и претходната, ја заземаме положбата мацијасана.
Постојат повеќе варијанти. Ќе ви ја демонстрирам следнава. Ги отвораме градите. Рбетот се наоѓа во блага екстензија. Главата ја спуштаме наназад во рамките на нашите можности. Му даваме можност на вратот исто така да се најде во екстензија. Следниот класичен пример би бил Ширшасана, Баласана или Адо Мука Вирасана. Ширшасана или стојна глава. Сега ќе ви демонстрирам без да навлегувам во техниките на изведување на положбата. Кога се наоѓаме во превртена положба, крвта и другите течности телесни се спуштаат од нозете, од торзото, надолу, во главата. И токму поради тоа е многу важно да си дадеме доволно време да се вратиме во нормала по одржање на една превртена асана. Тоа го правиме, како што реков, или во баласана, рацете се покрај бутините, челото на подот. Можеме тупаниците да ги поставиме една врз друга, челото врз тупаниците и тука да се одмориме, или рацете да ги испружиме пред нас во Адо Мука Вирасана. Јога инструкторите го следат овој принцип при креирањето на дневните часови. Меѓутоа, доколку сте еден од оние практиканти кои што развиваат самостојна домашна практика, убаво е да ги имате овие работи на ум, кога ги креирате собствените секвенции, кога правите комбинации од асани и слично. Ова е убаво да се знае со цел да се развие една убава, безбедна, полезна и пред се хармонична асана практика. За сите прашања ви стојам на располагање. Ви благодарам. Намасте.